Председателе, на почетокот, почитуван државен ревизор, почитувани представници на ревизори, сакам да ви честитам за вашата професионална и независна работа, не само кога го гледаме овој извештај зашто сме денес собрани, туку ние имавме можност да ги разгледаме извештаите во врска со сите институции каде имате направена ревизија и би сакала да потенцирам дека тоа се случува уназад години и години. Односно, вашата професионалност е на едно континуирано ниво и можеби сте една од ретките институции кои што представуваат светла точка во Република Македонија. Морам да кажам дека мене, а претпоставувам дека и на граѓаните, една работа не ми е јасна. Вие, ревизорите, окажувате, велите еве сега во одговор, односно реплика на пратеник, дека се постапува по однос на окажувањата еве во овој случај, меѓутоа сега ќе зборувам и општо по однос на ревизорските извештаи. Меѓутоа, се поставува прашањето каков е одзивот, односно каква е соработката од институциите кои што треба да постапат. Еве во конкретниот случај каде што се работи за ревизорскиот извештај, односно за клиниката за онкологија. Дали вие како државен ревизор, заради тоа што можеме да слушнеме, односно да видиме од медиумите, а исто така и од надлежните институции, дека презеле конкретни мерки, односно дека се постапува во однос на случајот. Дали вие како човек, односно како тим, кој што ги забележавте аномалиите, сте повикани да дадете одговори, односно на хартија, она што сте го забележале како проблем во конкретнава клиника. Зборувам тука од страна на јавното обвинителство, заради тоа што денес заедно со вас беше повикан да присуствува и да земе учество и државниот јавен обвинител, меѓутоа одговорот кој што го добивме од него е дека тој имал итна работа и не може да присуствува во собранието. Ако, почитувани колеги, почитувана јавност, има поитна работа од човечки живот во држава, тогаш мислам дека тој човек од утре не треба да се појави на своето работно место повеќе, односно утрешниот работен ден сите треба да го започнеме со оставка на Љубомир Јовевски. Заради тоа што крајно време е дојдено да поднесе некаква одговорност. Значи, прашањето ми е дали ве повика обвинителството да аргументирате, да дадете придонес во истрагата која што ја водат. Нормално се работи за истрага, не сакам овдека конкретни информации, меѓутоа како најрелевантен фактор, дали сте повикани да учествувате, односно да ја помогнете нивната работа. Беше поставено прашање од некого дали директорите биле директно запознаени, сигурно кажавте дека се директно запознаени, меѓутоа што тоа дека се запознаени? Ние во ревизорскиот извештај можеме да видиме дека директорите се велат дека се согласуваат со забелешките кои што се дадени во ревизорскиот извештај и што со тоа? Дали има некаква одговорност? Не. Буквално око не им трепнува и дали, почитувани колеги, ова значи дека некој нив ги штити. А кој може да ги штити? Единствено надлежниот министер и владата. Почитувани, читајќи го ревизорскиот извештај и следејќи по медиумите она што се случува, ние на анкетната комисија во вторников од страна на еден од бившите министри за здравство, а исто така и од министерот за внатрешни работи, можевме да слушнеме дека поведена е постапка, односно под истрага се само 7 лица, што сметам дека е само замајување на јавноста и обидување некои луѓе да се прикријат во овој случај. Меѓутоа, следејќи повторно ќе речам на назад се она што се случуваше, мој заклучок е дека клопчето ќе почне да се одмотува, односно може веќе вистината да излезе ако се тргне од моментот кога во 2017 година е исклучен като системот. Сигурно дека некој од администрацијата или од вработените не можел сам на своја рака да го исклучи и да го внесе во некој од просториите, како што читаме, дека се наоѓа во подрумските простории заклучени, дека нема никој до него пристап. Тоа можеле да го дозволат и да го наредат само надлежните луѓе, односно сигурно директорите и
актуелниот министер за здравство во тој период. Без нивно одобрување, исклучување на като системот и заклучување, сигурно дека не можело да се случи. И до сега истите не само што требаше да бидат во притвор, туку, повторно ќе речеме моја констатација, туку требаше и во однос на целиот случај да имаме еден конечен епилог. Меѓутоа, што се случува? Овој извештај ние го добивме во март месец на комисијата за како и сите извештаи од страна на ревизорите ги добивме во март месец на актуелната комисија за финансирање и буџет, ги разгледавме во еден многу краток, би рекла, нормален рок, меѓутоа, за жал, светлото на денот на собраниска седница се уште го немаат видено, односно никако да дојде на ред да се разгледува вашиот извештај. Зошто? Повторно ќе речам, но сам мој заклучок, заради тоа што Љубомир Јовевски, извршител на СДСМ, чека криминалците да ги прикријат работите кои што се случувале. И покрај тоа што министерот, замислете, Беким Сали, кој што беше бивши министер, повторно ќе речам, за здравство, во вторникот беше, ни кажа дека не знаел дека постои като систем во оваа клиника, не знаел за набавените акцелератори, па благодарение на медиумите и ревизорите, еве, и еден бивш министер разбра, се поставува прашањето, господине ревизор, дали и набавените акцелератори низ Република Македонија, како и овој од клиниката за онкологија, се наоѓаат во царинско складиште. Заради тоа што во извештајот можеме да видиме дека еден линеарен акцелератор во вредност од прилика околу 1,7 милиони евра или 106 милиони 103 илјади денари е набавен. Истиот, замислете, е набавен во 2016 година и од 2016 година стои во царинско складиште и не е ставен во употреба, а секоја година на тоа царинско складиште Министерството за здравство, односно државата, односно граѓаните, плаќаат 189.000 денари за една година. Ако сиве овие набавени акцелератори во клиничките болници во државата се наоѓаат во ова царинско складиште, за една година државата плаќа 1.134.000 евра. При тоа, замислете договорот кој што го склучиле и каде е проблемот во форсирањето на еден оператор за набавка. Со склучениот договор со операторот било договорено, ако акцелераторот не се стави во употреба по одредени години, тој веќе не може ни да се сервисира, ни да се стави во употреба, па погодете зошто ни директорите на онкологија, ни министрите за здравство не го ставале во употреба. Зошто? Заради ептен очигледен криминал, односно со добавувачот е направен договор заради тоа што веќе овие акцелератори не можат да се стават во употреба, измена да е одреден рок, и видете што стои во договорот. На клиниката се понудени две предлог решенија за оптимизирање и обновување на дело за радиотерапија, инсталација на акцелератор кој се чува во магазини и дополнителна набавка на нов во вредност од 2,5 милиони денари, значи дупло повеќе од овој претходниот што се плател, или набавка на два нови акцелератори во замена на акцелераторот кој се чува во магазин во вредност од 5,2 милиони евра. Ова е јавно достапно, меѓутоа, за жал, до ден денес никој нема понесена одговорност и никој не дава одговор на ова забелешка. Или пак една од колешките од Социјалдемократскиот сојуз во реплика на колегата Бојан Стојановски вели да, утврдена е одговорност на клиниката за онкологија и за сметка на тоа сменете директорот и демек одговорноста е лоцирана и решен е проблемот со тоа што сменете директорот и назначен е нов директор. Но каде е одговорноста за сите овие направени проблеми и каде е одговорноста, повторно ќе речам, за човечките животи? Тоа не се решава со менување на еден човек од функција.
може би очекуваат за директорот Васев некој да каже браво. Сега ќе се задржам повторно на ревизорскиот извештај, односно на јавната набавка. Вика, во одлуките за јавна набавка не е дадено образложение за потребите од набавката, што не е во согласност со членот 77 од Законот за јавни набавки. Ја прифаќам забелешката од ревизорите дека треба да има промена на овој закон, меѓутоа никако не прифаќам дека не треба да се почитува од страна на менеджментите на институциите, а посебно да се злоупотребува за да, како во конкретниот случај, и се прават криминали, заради тоа што начинот на кој е дефиниран предметот на набавка му возможува на економскиот оператор, како во овој случај, субјективно да ги определи техничките карактеристики на опрема и создава ризик истата да не ги исполнува во целост потребите на клиниката, а начинот на кој е дефинирано да се поднесе финансиска понуда создава ризик економскиот оператор субјективно да ја определи вредноста на секоја поединечна ставка компонента што влијае на реалноста на фактурираните цени. Почитувани колеги, клиниката извршила набавка на лабораториски потрошен материјал во однос на 22.796.000 денари и овие набавени апарати користат реагенции и потрошен материјал кој ги обезбедува економскиот оператор, кој што е ексклузивен застапник за стоките предмет на набавка, поради што во постапката се доставува само една понуда. Токму оваа забелешка на ревизорите за клиниката за онкологија сметам дека го дава и одговорот на проблемот со кој што ние сите како граѓани на Република Македонија во изминативе години сме се соочиле. Буквално ако имаме потреба од лабораториски испитувања на било која државна клиника, па и било која болница во Република Македонија, заради тоа што обавезно во еден месец на една клиника или во една болница фалат едни реагенции, па наредниот во друга клиника, во друга болница, односно ова е проблем со кој што се соочуваме сите граѓани низ целата држава. Во однос на мислењето, би сакала да прочитам дел од мислењата кои што се дадени во ревизорскиот извештај. Тука се изразува мислење за слабости во процесот на пресметка на исплата на плати и надоместоци, слабости во планирањето, реализација и контрола на условниот надоместок, слаботи во спроведениот попис, преземање на обврски, неусогласеност меѓу сметковествената и материјалната евиденција и така натаму. Од вашите одговори и од извештајот ние можевме да видиме и да слушнеме буквално дека и за набавките, еве и за магацинот, и за раздолжувања има назначени лица. Мене навистина ме интересира дали овие луѓе кои што имаат добиено таква задача и таква функција на ваквиве документи се потпишуваат на крајот. Дали одговараат тие пред некого? Заради тоа што ако навистина овие луѓе ставиле подпис на ваков документ, си дозволи да бидат директни соучесници во сево ова што се случува. Според Законот за здравствена заштита, Министерот за здравство е должен да воспостави национален систем за материјално-финансиско и сметсководствено работење во јавната здравствена установа, која треба да овозможи побрзо, полесно и правилно донесување на одлуките во управување со финансиите и останатите работни процеси во јавната здравствена установа. Согласно овој закон, почитувани, главната одговорност ја има Министерот за здравство. И министрите за здравство, без разлика во кој период што се случувало, без разлика дали е постапувано нешто во 2012, 2018, 2020, 2021, треба да понесат одговорност, и тоа не само како што еве некој од директориве понесол
политичка одговорност, па е сменет од функцијата, туку и кривична одговорност. Националниот систем треба да биде составен од интегрираниот здравствен информатички систем, а за непречено функционирање на системот, јавните здравствени установи се задолжени да обезбедат софтверска апликација која ќе овозможи непрекината двонасочна комуникација и размена на податоци. Од страна на ревизорот денес можевме да слушнеме дека софтверите не се во функција, односно не работат. И повторно тука се поставува прашањето: чија е одговорноста за да во една институција или во едни институции не работи софтверот? Како луѓе 2023 година па имаат земено тетрадки, во тетрадки се пишуваат, па се подпишуваат. Како се води контролава? Многу аномалии, многу проблеми и искрено воопшто не сум оптимиста дека што и да се случи, ова ќе може да се реши за брзо време. Еве, националниот систем не бил во функција од јануари 2018 година. И повторно ќе речам, ова е само уште една потврда дека во сите малверзации главната улога игра Министерството за здравство. Особено кога земеме во предвид фактот дека на барањето на зголемување на буџетот Фондот за здравство не одговара, односно одговара негативно на клиниката, меѓутоа Министерот за здравство уште од 2017 година викал нема проблем, терајте, и јас ќе ги покријам тендерите, односно ќе одат преку Министерство. Фондот за здравство нема потреба да ви дава позитивен одговор, односно го прескокнуваме. И покрај тоа што нема насоки за постапување од страна на Министерството за евиденција на потрошени материјали по пациент во рамки на постоечкото нефункционално софтверско решение, клиниката се вели дека има востановено евиденција за потрошен материјал. И повторно се поставува прашањето на кој начин се води таа евиденција, кои луѓе водат таа евиденција и така натаму. Ако некој сака да најде одговори и сака да ги реши овие проблеми, многу лесно може да го направи со овој ревизорски извештај кој што го имаме денес и ние пратениците, а со тоа значи дека е достапен на секој човек во Република Македонија, особено на истражните органи. И крајно време да се стави крај на ваквото несовесно и нечовечко однесување на функционери во државава, а особено на луѓе кои што треба да се грижат за човечките животи и здравјето на луѓето. Благодарам.